Почитувани пријатели, добродојдовте во едно ново јавување, видео јавување од нашата клиника. Одамна не сме се јавиле со видео приказна од Жан Митрев клиника и решивме ова работна седмица да ја завршиме токму со една успешна приказна, која што изминативе месеци ја брануваше јавноста. Станува збор за едно мало бебенце за кое што од сите страни се бараше помош за незината здравствена состојба и од пред околу 3 недели таа е веќе кај нас. Станува збор за малата Бисера Ристеска, која што, како што кажав, зазема големо внимание во македонската јавност изминатиот период и по многу барања од сите страни таа веќе се лекува во нашата клиника. Како стигна тука? Во каква состојба е сега? Има ли напредок во незината здравствена состојба? Разговараме со незината мајка, која што од вчера е веќе со неа и заедно ги поминуваат деновите во Жан Митрев клиник. Од вчера, тоа е 23 април, ме викнаа да лежам со неа, бидејќи еве помина долг период од кога сме разделени, да се видиме по месец дена и со поголема тежина нормално, да можеме да си играме. Значи, во секој случај, негата која се пружа тука е доста добра, значи и по неа се гледа. Мислам, во секој случај, што и да кажам, еве, сликата кажува повеќе. Белите дробови, да, значи, бараат работа и се доста оштетени, но со нега, нормално, со лекување, се надеваме дека ќе успееме. Мора да успееме. За сега одиме полека, гледаме како ќе напредува, како ќе ги прифаќа антибиотиците, како ќе оди цела процедура нели со лекувањето. Па не можеме да знаеме што понатаму, бидејќи се работи за лекување, не е нешто интервенција за да знаеме. Да, денес прв пат го сретнав доктор Жан Митрев. За совети нормално секогаш се тука, сите педијатри, кој како е на смена. Нема што да се каже посебно, бидејќи, мислам, си ја знаат работата и ме советуваат во однос на бебето што, како, кога треба да се работи со неа. Се воспоставени се вежби со неа, значи физикална е потребна, бидејќи исто така таа е родена со хемипареза на рачето, значи едното раче не го движи како другото. Така да и тоа има доста напредок, бидејќи тие вежби се доста чести во текот на денот. И па да, значи со вежбите, со терапијата која прима, очекуваме да има добри резултати. Нормално тука се условите и негата која и се пружи на неа. Значи, никој не знае што го чека во животот, никој не знае каде ќе го однеси животот. Јас им благодарам на сите за нивната поддршка, која премногу ни значи. Поддршка во секаква смисла, бидејќи и ова сами не можеме да го преживееме во никој случај. Им сме благодарни на сите и се надевам дека и Бисера која ќе почне да зборува ќе им каже фала и самата. Тоа беше сведочењето на Александра и благодариме за дозволата да ја снимиме и да го пренесеме ова искуство на сите вас кои што се заинтересиравте и го следевте овој случај изминативе месеци. Од нашата клиника поздрав, чувајте се, внимавајте на своето здравје, следете ги сите оние препораки кои што стигнуваат сега за по повод на епидемија која што владе во целиот свет. Имајте убав викенд и се гледаме, се слушаме во иднина со исто така вака убави, позитивни и успешни приказни. Пријатно!